Секој петти македонец е во голем ризик од сиромаштија. Ова се поразителните податоци кои денеска ги објави агенцијата Евростат, анализирајќи ги процентот на сиромаштија и нееднаквоста на приходите. Според нив, 21,5% од населението речиси и да немаат ни за леп. Овој процент на истокот е многу поголем, каде водечка стопанска гранка се кожарската и текстилната индустрија, кои се со најмали просечни плати од одвај 12.000 денари. Дополнително, околу 20% од населението се невработени, а околу 3% се корисници на социјална помош. Ова во пракса се рефлектира во се поголемите редови пред народните кујни, односно во се поголемиот број на гладни луѓе. 2500, толку е моето. Нема шанса тоа. Не се излева на крај. Се куќата е државна, татко ми се умре, мајка ми се умре, немаше од негде ништо. За храна од тука доаѓам, са по продавниците не ми дават, не. Кај 90% од ромското население, главен извор на екзистенција се пластичните шишиња кои тие ги собираат по контејнерите. Брат ми е 20 години и он оде по кантите, пошто нема работа и нема основно школо, нема средно, дека да одеш, значи барат основно школо да има средно школо, а ние немаме, значи ние како, не знам, нема излез, нема што да кажам тоа. Од друга страна, дури 28% од пензионерите живеат со минимална пензија, односно сиромашно. Денеска ова сиромаштија, да речам, на еден начин што владее више во нашата земја, од многу поодамна, си го носи своето. Македонија во континуитет е на самото европско дно, кога е во прашање економијата. Оттаму веројатно нема да се одлепи уште долго, барем ако се суди според бруто домашниот производ, кој е еден од најмалите во Европа. Имено, паритетот на куповна моќ во Македонија е $2700 по жител. Најблиску до нас по мизерија се србите со 3000, Турција со 3200 и Бугарија со $3800. Колку за илустрација, паритетот на куповна моќ на Луксембург е $17,600 по жител, што е за 6,5 пати повеќе од македонскиот.